Благодарим на Бога, браќи и сестри, за денешната прилика што можеме повторно да ја отвараме Библијата и да зборуваме за златното правило. После многу правила во овој свет, меѓутоа ние ќе зборуваме за библиското златно правило. Ајде на почетокот да го откриеме кое е тоа правило. Читаме во Матеј 7 глава 12 стих. Се оно што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие. Оти тоа се законот и пророците. Која дал ова изјава, браќи и сестри? Исус Христос на гората на преобразување. Кога пред него имало многу луѓе, Исус ја отворил устата и кажува: се оно што сакате да ви го прават луѓето вам, правете го и вие на нив. Ова изјава го регулира односот човек со човек, односно исполнување на 6 заповеди од 10 страна на Декалогот. Значи ги регулира човечките односи. Во ова проповед ќе читаме неколку цитати, може 3-4, за мене се многу силни, директни, подоцна ќе ги заеднички прочитаме. Текстови или зборови кои ќе удрат директно во нашето срце. Не да не повредат, туку да ни помогнат дали навистина го спроведуваме библиското златно правило. Еве што кажува понатаму Јован, човекот на љубовта, во 1 Јованова 4:20. Ако некој рече го сакам Бога, а го мрази својот брат, каков е тој? Лажец е. Оти кој не го сака својот брат кој го гледа или го видел, како може да го сака Бога кој не го видел? Интересно, златното правило го спроведуваат и други религии, и други верски водачи, за кој миг сега ќе прочитаме како тие го гледаат златното правило. И наизглед е слично. Еве, например, да видиме што вели брахманизмот. Не им прави ништо лошо на другите што ќе ти предизвика бол како го направиш тоа. Добро ли е? Добро ли е ова правило? Добро е. И тие веруваат во својата религија, еве, како ги научават своите верници, како да се однесуваат еден кон друг, кон своите ближни. Одеме понатамо. Будизмот. Не повредувај друг, за да не се повредиш ти. Таоизам. Сметајте ја добивката на вашиот сосед како ваша добивка. Бре, кога тоа би го правиле, ако човекот купил автомобил и ние да се радуваме. Добивката, добил комшијата нешто. А загубата на вашиот сосед како ваша загуба. Вистина, ако ова го испоштуваме во нашиот живот, ќе бидеме многу поблиско еден со друг, а секако и со Бога. Ајде да видиме понатаму. Не прави го она што не би сакал другите да ти го прават тебе. Гледате, сите се вртаат околу она златното правило што го читавме на почетокот. Се оно што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие, оти тоа се законот и пророците. Ајде да видиме понатаму. Хиндуизам што учи? Не се однесувајте кон другите на начин што ќе ве натера да се чувствувате мизерно. Значи, ако некој го понижуваме, ние фактички себе се понижуваме, сака да каже ова реченица. Тие така научават, ги учат своите. Еве да кажеме филозофите што велат. Сократ. Не им прави на другите она што би те налутило ако тие ти го сторат и на тебе или тебе. Ајде да видиме исламот што учи. Никој од нас не е вистински верник се додека не му посака на својот брат она што би го посакал за себе. Убава изјава, убаво гесло, убаво учење. Ајде да видиме јудаизмот што учи. Оно што не ти се допаѓа, не го прави на својот пријател. Всушност тоа е се што учи Тората. Останатото е само објаснување. Овие изјави, браќи и сестри, се многу слични со изјавата што ја читавме на почетокот на Исуса Христа, со златното правило, но не се исти. Има разлика. Исус го трансформирал ова негативно правило во позитивно. Всушност, ова е суштинската разлика, би рекле, помеѓу Христа и останатите учења, односно христијанството и другите религии. Исус од пасивно не прави, тој вели, прави го тоа.
прави добро, сака ги сите. Овие се, понатаму читавме во Мати така, во 7 глава 12 стих, законот вели и пророците, ако го однесуваме, ако го спроведуваме тоа правило, ние всушност го исполнуваме законот. И оно што го кажале пророците во Библијата. Еве сега одиме на еден цитат кој е многу силен, сите се јаки, ке читаме од 2 книги, книгата на Мисли одгора на благословите или блаженствата и од книгата Здравје и среќа. Ајде првиот цитат да го проследиме. Религијата што не води малку да ги цениме човечките суштества, што Христос ги цени толку високо, што го дал својот живот за нив, религијата што не води да бидеме равнодушни кон човечките потреби, страдања или права, е лажна религија. Кога читав ова или ова изјава, навистина потресни се, делува директно во нашите срца. Дали ние спроведуваме лажна религија? Надворешно се мисли. Ако ги омаложуваме правата на сиромашните, угнетените и грешните, покажуваме дека сме го предале Христа. Ние сите го судуваме Јуда, така? Што го предал, навистина, буквално за 30 сребреника. Но ако се однесуваме како претходните реченици, што кажува овде, во книгата Мисли одгора на благословите, навистина, ние следиме некоја лажна религија. А ако ги омаловажуваме правата на сиромашните, угнетените и грешните, покажуваме дека сме го предале Христа. Ајде да продолжиме на истата страница. Во односите со другите, секогаш ставете се во нивна кожа. Знаете, постојано правило вели, влези во моите чевли, па ќе видиш колку е тежок животот. Навистина тоа е така. Иако не може да ги носиме тие чевли, не мислам буквално, него символично макети теретите на другите, но сепак да сочувствуваме со таквите луѓе кои имат своји проблеми и потешкоти. Обидете се да ги разберете нивните чувства, нивните борби, нивните расправи, нивните радости и нивните таги. Идентификувајте се со нив и однесувајте се кон нив како што би сакале тие да се однесуваат кон вас ако сте биле во нивна кожа. Тоа е вистинскиот закон и честа. Наистина, може сега за секоја реченица да седнеме, да дискутираме, да правиме проповеди, да разговараме, но тоа суштината е многу јасна, браќи и сестри. Ова ми погодува мене, тебе, сите нас. Во односите со другите, секој ставете се во нивна положба, во нивна ситуација. Подосна ќе има уште еден појак цитат, кај што ќе вели дека она што ние го правиме на другите ќе ни се врати и нам. Ја не знам, но тоа го пише во една од книгите. Да се идентификуваме со нив. Како? Да влеземе во нивно положение, да ги разбереме, да ги сослушаме. И сега ќе видиме 5 основни области, како можеме да имаме пристап кон другите, да ги прифатиме, да ги охрабриме, да ги сослушаме, да ги цениме и така натаму. Одиме на првото, охрабрување. Павле вели во Солуњаните 5:11, поради тоа советувајте се помеѓу себе и поправајте го својот ближен како што и правите. Како да го поправиме? Со љубов, со сослушување, со разговор, со носе неговите чевли, условно кажано. Да се идентификуваме со нив или со него. Да се советуваме помеѓу себе и поправајте го својот ближен. Секако не треба да замижиме ако некој паѓа во дупка. Знаете дека има таму прекин на патот, дупка е, вози кола, ти чутиш. Знаеш дека таму е провалија. Тогаш и ти учествуваш во неговото убиство, ако не го повратиш. Значи, да се советуваме еден помеѓу друг. Или да се охрабруваме. Знаете, секој од нас има некои своји мрачни денови, темни денови, кои ќе најдат во животот. Кога, навистина, ќе паднеме во својата јама, во својата животна јама. А Павле понатаму ќе каже во Ефесијаните следниот стих: никаков лош збор да не излегува од устата ваша. Друг превод вели гнил збор. Туку само добар за издигање каде што треба, за да им принесе благодат на нешто слушат. Знаете, Бог ни дал дар на говор. Колку уста имаме ние? Една, така? Колку очи имаме? 2.
Значи, од нашата уста треба да излегува само добри зборови што воздигнуваат, што охрабруваат, а не зборови што разочаруваат и тагуваат. Во Библијата имаме еден човек кој се вика Варнава. Ајде да го читаме текстот. Така Јосија наречен од апостолите Варнава, што значи син на утеха, друг превод вели на охрабрување. Левит, родом од Кипар. Замислете, оди по улица Варнава и некој каже: еве го човекот на охрабрување. Човекот, како го нарековме овде, што пишува? На утеха. Секој име има некое значење. Моето име знаете библиски што значи. Сигурно и вашето има некое значење. Но Варнава бил со име, со карактер, човек кој утешува, човек кој охрабрува. Замислете, какво е тоа добро име. Знаете, мислам дека спомнавме во поуката, оние 12 извидници кои отидоа во ветената земја, колку се вратија со охрабрување? Колку луѓе? Колку души? 2. 2 шпиуни, да ги наречем, били сите шпиуни, одели да шпионират другата држава, да ги видат слабите точки, колку полиција има, колку војска, кои се слабите точки, за да може изгледа да го нападне, така буквално кажано. Но само 2 се вратиле со зборови на охрабрување. Другите дали лажеле? Не, ја кажеле вистината. Таму имало синови еднакови, високи джинови, па и плодовите какви биле? Еднаш овде имавме благодарност пред повеќе години, брат Ристе и још еден брат донесоа грозд, направивме висок. 1 метар скоро беше грозд, со став го носија. Да покажеме физички како израелците ги носиле тие грозди плодовите од Израел, односно од ветената земја, да покаже дека таму е благослов, течело мед и млеко. Всушност, буквално не течело сега дола таму да соберат жените шишење млеко за бебињата. Не, него тоа е символично кажано дека таму е благослов. Овие 2 биле луѓе со охрабрителни зборови. Тие рекле: луѓе, точно е тоа што кажа нашите колеги, но ние може да го освоиме ханан, зашто кој е со нас? Бог е со нас. Луѓе кои охрабруваат. Еве следниот цитат од мисли од блаженствата. Секој што се осмелува да критикува и обесхрабрува, од тебе ништо нема да биде. Ако тоа нам ни го каже, и колку да сме силни и јаки, ќе делува тоа на нашата моралност натрешна. Ке мора да помине, тој е тај цитат, ке мора да мине низ истата територија во својот живот низ која другите морале да поминат поради него. Тој ќе го доживее истото страдање што го доживееле тие, затоа што тој немал сочувство или милост. Тешки зборови, браќи и сестри. Секој што се осмелува, да има место и за критика, да бидеме критични, добронамерни. Меѓутоа, а оној кој обесхрабрува, ќе мора да помине низ истата територија, значи, тој што поминал на таа територија, ние ќе поминеме, ако не го сватиме, не го разбереме тој човек како му е сега, кога се наоѓа во едно такво зло. Тој ќе го доживее истото страдање, што го доживееле тие, затоа што тој немал сочувство или милост. Одеме понатаму, втората точка. Цени ги другите. Вилијам Джеймс еднаш рекол: најдлабоката желба на човечката природа е желба да биде ценет. Тоа е во нас вродено. Не да глумиме, да му тапшеме по раме, дека си ти звезда. А тој можеби не зна да прочита една реченица. Меѓутоа ќе го пофалиме врз основа на тоа што тој го има во тој миг. Најдлабоката желба на човечката природа е желба да биде ценет. Апостол Павле бил човек кој навистина во секој човек гледал Божје дете. Еве, ќе прочитаме сега 2 текста. Еве што вели: му благодарам на мојот Бог секогаш. Пишува писмо до Филип. Тоа е градче овде во Грција. Таму имало една заедница христијанска. Павле основал многу цркви. Многу фамилии се обратили. Тој сега им пишува писмо, не да им ласка, туку им кажува: му благодарам на мојот Бог секогаш кога си спомнувам за вас. Во секоја моја молитва се молам со радост за вас, за сите вас, односно за вашето учество во благовестието од првиот ден дури до сега. Ете Павле колку бил благодарен. Тој одел пешак одел, значи користил можеби животни, магарења, коњи за превоз. По некои легенди Павле дошол и на овие
краишта, до Стоби, до Охрид дошол, иако немаме чврсти докази, но Павле доаѓал на ова место, на ова територија кај што, сега Македонија се наоѓа. А камо ли она таму другиот дел преку граница. Павле им пишува писмо на браќата и сестри да ги охрабрува. Имало и таму проблеми, и таму имало луѓе кои критикувале, кои не биле можеби духовна на висина, тој писмо патува до сите ги охрабрува, му благодарам на мојот Бог, вели секогаш, кога си спомнувам за вас. Сега директно овде се спомнува едно име. Господ нека му даде милост на домот на Онисифора, зашто многу пати ме успокои и не се посрами од веригите мои. А кога дојде во Рим, ме побара со уште поголема грижа и ме најде. Гледате Павле колку бил благодарен, браќи и сестри. Павле го ценил делото на Онисифор. Тој не се срамил да го посети Павлета кој бил во затвор, врзан. Нажалост денеска некои се срамат. Ако јас се најдам во болница или ти, или во затвор, дали сме спремни да отидеме и да кажат можеби и ти ли си од тие? И ти ли си од тие? Сега бевме во Прилеп. Знаете, почнала таа мисионска акција. Од Прилепа ќе се оди во сите градови во следните години. И правихме анкета, јас уште еден брат бевме, и претежно пензионери наидовме дома, тие се послободни, помладите може би се на работа, меѓутоа имаш и помлади, некои заклучени куќи, зашто не ни живеат во тој стар дел ние бевме. Меѓутоа не е важно. Дојдовме до еден човек во дворот, пензионер, имаше граф, чистеше граф, удараш, со нозите го газиш, знаете она, тек млад, односно исушен, па сега вади зрна. И му се представивме дека ние сме представници, така, и тој застана. И почнавме со разговор, дали би сакал да одговори неколку прашања и да му понудим некоја книга. А, вели, јас земам од Саботјаните. А не кажешме дека сме адвентисти. Од Саботјанската црква што е тука близу до неговата куќа. И спомна човекот кој му дава. Ете, луѓето Саботјани, негде нововерци не крстуват, негде вакви, некои онакви. Ние имаме, значи, надворешно обележи. Ние имаме надворешно обележи. Не треба се срамиме она што сме. Овој човек, Онисифор, одел директно во Рим да го побара. Вели овде ме побара и со поголема грижи ме најде. И ме охрабри неговото присуство. Да ги цениме другите браќи и сестри, значи, мислата ми е колку ги цениме они што навистина се трудат. Онисифор бил извор на охрабрување, не само за Павле, туку секој човек кој ќе се сретнал со него, излегувал уште похрабар. Павле овде бил во затвор. Ајде да читаме и следнава изјава во книгата Здравје и среќа, вака пишува. Навикнете се да зборувате само добро за другите. О, колку тоа ни фали. Да се навикнеме добро да зборуваме за другите. Фокусирајте се на добрите квалитети на оние со кои се дружите. И обидете се што е можно помалку да наоѓате мани во нивните карактери и недостатоци. Реков, не значи да ласкаме. Значи, треба да бидеме отворени брат со брат, да кажеме на некои слабости, да се поправиме. Но овде станува збор општено. Кога сте во искушение да се жалите за нешто, што некој ви го кажал или направил. Сестро, знаете, јас паднав, имав паѓање, греф направив. Ова го направи. Што пише овде? Или направил, наместо тоа, пофалете нешто за животот и карактерот за таа личност. Развијте во себе благодарност. Ситништвата од тугите недостатоци и пропусти не ни обезбедуваат средства за живот. Озборувањето и пронаѓањето представуваат двојно проклество кое паѓа најтешко врз оној што зборува, отколку врз оној што слуша. Гледате, браќи и сестри, зборуваме за златното правило денеска. Ово се однесува комплетно за сите нас, никога ја не издвојам. Меѓутоа, ово е пишано во книгата Здравје и среќа. Навикнете се, вели овде, да зборувате добро за другите. Понатаму, додиме, еве што пише, како да покажеме почит кон другите. Прво, однесувајте се кон другите со почит, без разлика кој стои пред мене. Биете толерантни кон различностите на другите. Сите сме различити.
воспитувани во разни семејства, израснати во разни средини, село, град, побогато семејство, посиромашно. И така натаму. Користете учтиви зборови. Бидете разбирачки кон нивните чувства. Разбирачки, значи да ги разбере, да ги сватиме во каква положба се наоѓа тие. Зашто може да тркало се сврти. И се врти, знаете. Се врти тркалото. Управувајте се вашите негативни емоции, како што се лутина, насилство и одмаст. Одиме на број 3, простете им на другите. Павле вели, и така како избраници Божи, свети, возлюбени, облечете се во милосрдност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. Наистина, браќи и сестри, сакаме да го примениме Исусовото златно правило во пракса. Сигурно не можеме без прошка. Значи, тоа е основно, да си простиме, без разлика кој со кого и што има. Простувањето е основа на секое пријателство и единство. Во една црква, кога работевме, имавме несогласица со еден брат. А така сме близки. Работиме, игравме и фудбал и се. Не од тука, од нашето око, не битно, некаде. Меѓутоа дојдовме до некој несогласие. И знаете, тој ми се јави од 12 сати од ноќеска да бара прошка, односно да разговараме и вели, брат, ја морам со тебе да работам. Ние сме заедно едно тело. Ми си простиме, не беше тоа ништо, беше за црковни работи. Меѓутоа, тоа е убаво да си проштеваме. Што да кажу, не ти простува. Кој сум јас да не простува? Павле вели, вие сте избраници Божи, ние сме избраници Божи. Свети возлюбени, како не нарекува Бог. Облечете се во милосрдност, доброта, смиреност, кротост, долготрпеливост и така натаму. Простувањето ни помага да ги гледаме другите позитивно, браќа и сестри. Еве, уште еден цитат. Ниеден пророк нема поштеното влијание врз карактерот, ниеден пророк нема поштеното влијание врз карактерот од човечката жестокост и гневот, неконтролирани од силата на Светиот Дух. Ниту една победа што можеме да ја извојуваме не е толку драгоцена како победата над себе си. Да го тргнеме тоа нашето его, јас, кој ни прави понекогаш проблем. Ево уште една реченица, односно цитат. И простете ни ги долговите наши. Прости ни ги долговите наши, тоа е молитвата Татко наш, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници и не воведува во искушение, но избавени од лукави, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови, бидејќи ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости Отецот Небесен. Браќи и сестри, тоа го знаем, јас знам. Со години ги читаме, но денеска еве да се потсетиме уште еднаш, зашто понекогаш ги забораваме. Еден пример сакам да го раскажам, приказ на која знаете за двајцата браќа. Живеле 40 години сложно. Живеле на село еден спротив друг. Тој бил пониско доле, а братот горе на брдот имал убава куќа, убави ливади, но еден ден влегол ѓавол кај нив. И помладиот брат, знаете што направил? Зел булдожер, ја изорал нивата и направил провалија. Направил едноставно река. Не сакал да има повеќе ништо со својот брат. Со месеци не комуницирале и тој јас или тоа одвојување станувало се поголемо и подлабок. Еден ден во куќата на Јована на вратата задзвонил еден странец, еден мајстор со торба на рамото, столар. Ја отворил вратата и рекол: "Господине, јас барам работа, може би имате нешто што ви треба да направам." Постариот брат рекол, се насмевнал: "Колку имаш работа кај нас, сега ќе ти објаснам. Одложи ги алатите, седни овде и ќе ти објаснам. Гледаш на куќа горе? Таму е брат ми. Живеевме со години сложно. Сега како да не се познаваме. Ја гледаш ова рекичка, овој поток, тој тоа го направи. Само да не одвои што повеќе и подалеку еден од друг." И затоа би сакал
да направиш голем зид, ограда, тараба, 2 метра, да не го гледам, да не гледам куќата, зашто навистина помеѓу нас постои голема нетрпеливост. И мајсторот рекол, добро, нема проблем, дајте ми ги само овие штици, шајки, се што треба, колови или греди, а јас ќе отидам во град, рекол газдата, домакинот, а ти работи, еве ги даските, штиците, еве ги шајките, и мајсторот ги засугал ракавите и работил марливо цел ден. Но наместо зид, тој што направил? Тој правил мост. Тој направил убав мост од еден до другиот крај. И ете го, газдата Јован се враќа на Зидисонце, веќе денот одминал, и одалеко гледа, не може се начуди, гледа мост наместо зид, ограда. А тоа го приметил и помладиот брат од другата страна, цел ден гледа долу како некој мајстор чука, прави, реже даски така натаму. И кога тој дошол, постариот брат, навистина бил пријатно изненаден. Од таа страна се појавил помладиот брат, а од другата страна постариот брат. И тука на овој мост тие се сретнале, се загрлиле, се прегрнеле, си простиле, а човекот полека се повлекол мајстор. И таму си ги собрал алатите во својата торба, а Јован, домакинот, постариот брат, се свртували, мајсторе, мајсторе, застани, има уште многу работа за тебе. А знаете што рекол мајсторот? Би сакал да останам, но имам уште многу мостови за правење. Ајде да бидеме ние мостови, браќи и сестри, таму кај што се може секако. Да бидеме мостови. Да бидеме мостови таму кај што може би двете страни се завојувани. Може би искри си пуштат едни кон други. Секако Бог да ни помогне и Бог да ни употреби да бидеме навистина такви мостови. Понатаму 4, слушајте ги другите. Знаете, ние понекогаш слушаме, ама подготвуваме одговор да му вратиме. И после кажа, а што кажа? Знаете, се случува тоа. Тој зборува 10 минути, се напрегнат и објаснат, а што кажа? Зошто? Затоа што не сме го слушале. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз во зборувањето и бавен на гнев. Браќи и сестри, колку ние се слушаме едни со други. Долго време, Давид вели, се надевав на Господа и тој се наклони над мене и ја чу молитвата моја. Гледате колку е важно ние да се слушаме еден со друг, а и самиот Бог не слуша. Треба да вежбаме, да ги слушаме другите луѓе кои се околу нас, браќи и сестри, а не само да им даваме совети. Давид вели, долго време Господ, замислете Давид низ какви падови живел и поминал. Бил на врвот цар, бил бегалец од својот син Авесолом, прави пропусти во животот големи, но тој бил сигурен дека Господ е со него. Тој имал изострен осет на слушање на Божиот глас. На друго место вели, наутро, напладни, навечер, чекам. Тој се молил 3 пати на ден. И вели, чекам одговор на моите молитви. И пето, сакајте ги другите. А на сето тоа облечете се во љубов, која е врска на совршенството и мир Божи да владее во срцата ваши, зашто се повикани во едно тело и бидете благодарни. Кој од нас утрово се облече во љубовта? Имаме ли во гардероберот една закачалка, тука пишва одело, палто или кошола, панталони, љубов. Но не само сабот да се облекуваме. Туку секој ден, кога одиме во канцеларија, на училиште, на работа, на пазар, со децата наши, во семејството. Дали имаме ваква облека во нашиот гардеробер? Ако не имаме, кај да купиме? Љубовта е врската, овде вели Павле, што не поврзува едни со други. Еве што кажал Хенри Милер. Единственото нешто од кое никогаш не можеме да имаме премногу е љубовта. Единственото нешто од кое никогаш не можеме да дадеме премногу е љубовта. Гледате, се врти. И затоа Исус ќе даде нова заповест. Некои се повикуваат на ова
сакате ги другите, да, петата точка, но текстот е, а на сето тоа облечете се во љубов. Претходно да прочитам Јован 13:34. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како јас што ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. И сега го читаме овој текст. Еве, тој текст беше, значи да се сакаме еден со друг, и сега цитат од Здравје и среќа. Најсилниот аргумент во корист на Евангелието. Правиме планови, еве мисионски планови за Прилеп. Сето е добро. Ама најсилниот аргумент во корист на Евангелието е христијанскиот живот, кој е љубезен во однос со другите и кој знае искрено да сака. Знаете, лицемерството сите ние го приметуваме. А искреноста на едно мало детенце кој ќе дојде, ќе те загрли. Па нема тоа поголемо богатство. Значи, дали ти е внуче, комши или пријател или некој мало детенце кој не знае за омраза, кој ќе те притисне, тоа е најголемо чувство добро во животот. Најсилниот аргумент во корист на Евангелието е христијанскиот живот. Божјата љубов, браќи и сестри, е взаемна. Бог кон сите се однесува еднакво. Дали си црн, бел, жол, црвен, сиромашен, богат, со диплома, без диплома, млад или стар, сите пред Бога сме ние исти. Дали ја покажуваме таквата љубов? Ајде сега еден пример. И со тоа полека ќе одиме кон крајот. Доцна една ноќ, телефонот задзвонил во домот на едно богато семејство во Бостон, во Соединетите Американски држави. Од другата страна на телефонот се јавува еден човек кој повикува во Бостон. Се јавува синот, што току се вратил од војска, односно од Виетнамската војна. Се јавува сега од Калифорнија, каде што го славил своето враќање со своите колеги. Од другата страна била неговата мајка, која го прифатила разговорот, го подигнала телефонот и почнале разговор. Значи, младиот човек ја повикал мајка си да ја праша дали сака да донесе еден пријател со себе во домот кај неа од Виетнам. Неговата мајка веќе одговорила: сине, донеси го, да, неколку дена нека биде со нас. Нема да има проблем. Но момчето продолжило, синот продолжил: мамо, но сакам нешто да знаеш. За мојот пријател му недостасува една нога. Му недостасува едно око. Лицето му е деформирано. Па сине, донеси го на неколку денови, нема да има проблем, се согласила мајката. Но мајко, ти не разбираш, сакам овој пријател трајно да остане со нас. И сега мајката неколку секунди почекала и одговорила: но, сине, почнала мајката да ги набројува сите изговори, сите пречки што можела да ги смисли во тој момент. Како тоа би било многу тешко или претешко за неја да донесе пријател кој е без нога, без рака, без око, со лице деформирано и така натаму. Сине, знаеш, ке има проблеми со хранењето, капењето, обликувањето. И додека ги набројувала сите тие пречки, како изговор дека мајката не може да прими една таква личност, врската се прекинала. Неколку часа подоцна се јавила полицијата од Бостон на истиот број. И мајката повторно се јавила на телефонот. Овој пат не бил синот, туку кој? Шефот на полицијата. Од другата страна на линијата, велејки: госпоѓо, туку што пронајдовме млад човек со една нога, со едно рамо, едно око и обезличено лице. Тој што току изврши самоубиство. Документите кои ги најдовме одговара дека тој е вашиот син. Тие документи беа во неговиот джеп. Браќи и сестри, секој коментар е: кој бил тоа момче што тој требало да го донесе? Себе си. Тој дал опис како изгледа.
Зашто тој поминал во Виетнамската војна. Еве некоја бледа слика стави само момче војник без нога. Мајката немала време да го сослуша. Таа всушност не ги сакала сите, зашто синот сакал да пробуди кај мајката чувство дали навистина ќе прифати една таква личност. Ако таа не била спремна другорот да го двори некое време со такви надворешни недостатоци, тој си замисли дека тој ќе биде утре што? Терет на кого? На мајката. И на крајот, на жалост, извршил самоубиство. Тука ќе застанеме. Иако многу може да зборуваме, но на крај да ги повториме точките за кои зборувавме за исполнување на златното правило. Да се охрабруваме еден со друг, да се цениме еден со друг, да простуваме, да се слушаме меѓу себе, да се почитуваме и сакаме. Тоа е исполнување, браќи и сестри, на златното правило. Нека Господ ни помогне да вистина тоа да го спроведуваме во нашиот секојдневен живот. Амин.